само 4 дена неделата од пристигнувањето на штафетата на младоста во Белград, символот на братството и единството, символот на љубовта спрема Тито. На големиот стадион на Југословенската народна армија таа ќе биде пречекана од илјадници граѓани. И оваа трета година, без физичкото присуство на саканиот Тито, но со Тито во сите нас, на стадионот на Југословенската народна армија ќе се разлеат во река илјадници млади луѓе, учесници на овогодишниот слет. А тие, младите, умеја секој пат да го воодушеват нашиот најдраг Тито. И овој 25 мај ќе се соберат учесници од сите републики и покрајни, од редовите на Југословенската народна армија, низ игра да ја пренесат љубовта за Тито, во оро да го спојат братството на нашите народи. Штип е градот кој оваа година ќе ги пренесе поздравите од името на сите македонци и народностите. Со каква радост ја примија веста и како се одвиваат подготовките, ќе дознаеме од нив. Разговараме со председателот на младината Борче Алексов. Борче, вие сте и председател на одборот за слетот. Кажете ни како Штип ја прими веста за учеството на овогодишниот слет? Првите контакти во врска со учеството на градот во централната прослава на 25 мај на игралиштето во Белград беа остварени во февруар месец, кога доставивме барање до Републичката конференција на Сојуз на студентска младина, подочно до одборот за прослава на Денот на младоста. И додека се уште званично не беше потврдено од одборот дека Штип ќе учествува на централната прослава, веста се расчу низ градот и младинците многу заинтересирано приоѓаа во општинската конференција на младина и се интересираа по кои критериуми ќе се оди за Белград. Кои учесници учествуваат во слетот? Учествуваат гимназијата Славчо Стоименски, електромашинскиот училишен центар Колен Ехтенин, средното текстилно училиште и училиштето за медицински сестри и акушерки. Извинете за момент, вие сте секако наставник по физичко воспитување. Да, јас сум Семејан Стоилков, наставник по физичко воспитување, вработен во текстилниот училишен центар во Штип. Колку мина од вас се ангажирани да ги одржуваат овие проби?
Па видите вака, активно сме вклучени 9 наставника од 4 средни училишта во Штип. И тоа тројца наставника од Текстилниот училишен центар, потоа тројца од техничкото училиште, двајца професора од гимназијата и еден наставник од средното медицинско училиште. Сте подготвували ли некоја група до сега за след? Не сум досега подготвувал вакви групи, меѓутоа сум имал чест лично да учествувам на слетот во 1969 година како фолклорист преку културно-уметничкото друштво овде од Штип, Штипски трендафили, а сега под назив Ванчо Прке. Значи ова ви е прв пат. Па дали според тоа имате некои тешкоти во работата? Видите, сега ми е прв пат да подготвувам вакви групи, меѓутоа за тешкотиите да не зборуваме многу. Мислам дека постојат некои такви мали тешкоти, меѓутоа кога знаеме со каква цел сме и содржината на вежбите, а знаеме дека меѓу нас наставниците имаме голема соработка, а исто овде е вклучен и општински остетски одбор, тешкотиите воопшто не ги ни чувствуваме. Колку пати дневно или неделно се сретнувате и по колку часа обично траат пробите? Па видите, во почетокот обично вежбавме по училиште, односно по школи, додека вежбите ги учевме елементарно. И кога вежбавме по школите, по салите, тогаш вежбавме обично 3 до 4 часа секој ден, а сега во последно време излегуваме на градскиот стадион овде во Штип и времето ни е неограничено. Сматраме према потребата на увежбувањето на вежбата и така вежбаме. Без сомнение работата е доста напорна. Што мислите, како младите го чувствуваат тој напор? Напор постоje секако и кај младите и кај нас наставниците. Меѓутоа, овој напор го, бидејќи желбата кај учениците, а и кај нас наставниците е доста голема, напор како и воопшто да не постоje во овие моменти. Не се чувствува. Да. Се викам Валентина Постолова, можам да кажам дека навистина се чувствувам среќна што ми припадна оваа чест да го представувам мојот град на завршната свеченост на Денот на младоста во Белград. Се викам Данев Методи, ученик сум во трета година во училишниот текстилен центар. Мислам дека вежбите не се многу напорни, но со малку повеќе труд, а се разбира и со помош на професорите и на кореографите, мислам да може да се постигне се она што се бара од нас. Се викам Илиевска Сонја и не само јас, туку и сите мои другари и другарки што учествуваме во подготовката на следските вежби. Добро ги свативме и ќе можеме да учествуваме во еден ваков след. И иако вежбите беа напорни и тешки, ние за многу кратко време ги свативме и ги научивме и со поголема помош од нашите професори. Се викам Котева Марија, ученичка во трета година во медицинското училиште. Многу сум среќна што ќе учествувам во следот, а заменуваме на 17 мај понеделник. Се викам Монева Лидија и ние сме среќни и горди што оваа година како представници од нашата република ќе бидеме ние и се надевам дека ќе продолжиме традицијата на нашата република да бидеме меѓу најдобрите во изведувањето на овие вежби. И јас исто така сум мощно среќен што учествувам на оваа манифестација на Денот на младоста, но сепак би сакал да кажам дека ние треба да бидеме тие што ќе го продолжиме делото на другарот Тито и ќе го следиме неговиот пат, а тоа исто би сакал да го кажам дека тоа важи и за сите југословени. Можам да кажам дека сум многу среќен.
Фестивалот Штип кој годинава ќе ја представуваат нашата република на сојузниот слечник ќе се одржи на 25 мај на стадионот на Југословенската народна армија по повод Денот на младоста. Се веќе подготвени и спремни за учество на овој слет. Меѓутоа да видиме што се ќе биде одржано во Скопје по повод Денот на младоста. За тоа најдобро ќе ни каже Гоце Димовски од Домот на младите 25 мај. Па во Домот на младите во текот на месец мај се припрема една пригодна програма со која ќе ги одбележиме јубилеите кои се оваа година. А што е одржано досега? Па досега е одржано на настапот на рок групите, потоа една театарска представа на представата Лед во место за делегатите од Конгресот. Потоа следува настапот на детскиот хор Развигорче и мандолинскиот оркестар. Покасно доаѓа настапот на македонскиот камерен оркестар. Потоа изложба на ликовните творци од Домот на младите. Да, и на уметникот Стеван Цигаридов веќе таа изложба е отворена. А што предвидувате околу празникот на 25 мај и по празникот, по повод Денот на младоста? Околу празникот се отвора изложбата на Аризано Филија, потоа на 24 мај имаме заедничка програма од неколку часови која ќе биде уочи празникот на 24 мај. Тука се настапува женскиот младински хор, мандолинскиот оркестар, групата Макакус, потоа следи филмска проекција на филмот Јосип Брз Тито од Крсто Шканата. Покасно доаѓа групата Параф од Риека. Денот на младоста ни целата република веќе започнаа активностите со кои се презентира творештвото на младата генерација. Овде во Штип по повод 25 мај членовите на ликовната младина организираат изложба, а за таа изложба најдобро ќе може да ни одговори, да ни каже председателот на оваа организација Зоран Малиновски. Па видите, ова изложба веќе втора година како се организира, тоа со поддршка од Домот на културата. На изложбата ќе бидат презентирани дела кои што се работат преку целата година од сите членови. Членови, мислам, има од сите профили, архитекти, ученици од основните училишта, средношколци. Пред 2 месеци во Штип е формирана општинска организација на ликовната младина. Оваа организација е една од првите во република, па да чуеме интересно дали има добри услови за работа и колку младинци работат моментно во неја. Па видите вака, ние работевме од прошлите години у склоп на Домот на културата, мислам и сега сме исто у тој склоп како ликовно студио, бевме како ликовно студио. И сета таа работа доведе до една поголема организираност. И така да ние се организиравме и се обединивме на еден начин и формиравме ликовна младина. Со тоа што сега работиме малку поорганизирано на тоа, имаме членови, има околу 25-30 членови, од кои што некои се студенти на ликовна академија, некои, например, архитекти и некои средношколци кои што веќе сакат додат да студират архитектура или било кој друг факултет историја на уметности, така тие, мислам, идат овде и ова ни е например као една обскочна даска за понатаму, например. Можеме сега со ова од кога веќе се формиравме како ликовна младина, можеме да контактираме со ликовна младина, например од Каваларци, од Битола, со Републичка можеме да контактираме и она размена на слики, на изложби и тоа така, малку поорганизирано овде сега. Веројатно тоа ќе биде една од идните задачи на вашата организација. Кои се идните планови конкретно на ликовната младина? Па идни планови се соработка со
други мислам, основни организации на ликовна младина, например, Сто републичка, организирање на изложби, потоа посета на музеи, например, еве сега работиме на програма, од која веќе ќе ја завршиме програмата, ќе можеме да конкурираме за средства. Сега кој ќе ги добиеме тие средства, ќе можеме, например, со тие средства ние веќе самите да си планираме каде ќе одиме. Например, може да одиме да посетиме музеи, ако има некоја значајна изложба во Белград, можеме да ја посетиме. Тоа се е организирано. Посета, например, на некој Охрид може да се видат фрески и така. Загорка, освен делата кои ги стварате овде во овој клуб, дали работите и надвор? Па да, освен овде во студиото работиме и надвор во градот, например, кога е потребно некои плакати или некои букви по излозите и слично. Меѓутоа, покрај тоа, работиме и во природа, организираме излети во природа, така што покрај другарството и се постигнуваат и овде резултати, значени меѓу другото. Никола, вие младите уметници од оваа секција, од оваа организација покренате една интересна иницијатива. Па видите, пред се овде станува збор за изработка на табло, па ние како ликовна младина, освен активноста што ја пробуваме овде во ликовното студио, настојуваме и да изработуваме на повеќето разни таблоа на матурантите, па бидејќи овде во Штип постојат поголем број на поединци што сакаат да изработуваат таблоа, ние настојуваме да ги преземеме тие таблоа од учениците и имаме намера да ги изработуваме доста ефтино, така што да, бидејќи пред се овде станува збор за ликовна младина, а исто така и за непосреден однос помеѓу со младите. А што со тие средства покасно? Со тие средства имаме намера да купуваме разни материјали кои понатаму ќе ни послужат за сликани и за слични работи. На југоисточниот дел од брегот на Преспанското езеро се наоѓа туристичката населба Преток, а во неа феријалниот објект Студент, кој е собственост на Универзитетската конференција на Феријалниот сојуз при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Во ова феријално летовалиште секој лето по 2 месеци престојуваат поголем број младинци од сите краеви во нашата земја. Овој пат, во мај, на почетокот, по втор пат се собраа феријалци од сите републики и од покрајните да ги одржат вторите поред сојузни феријални спортски игри.
Blaž Ilijevski je председател на универзитетската конференција на Феријалниот сојуз, кој е организатор на вторите поред феријални игри. Блаже, колку учесници имаше нови игри и која е целта на самите игри? Нови феријални спортски игри учествуваат околу 130 учесника. Тоа се учесници од цела наша Југославија. Карактерот на овие феријални спортски игри е да се одржи геслото на Феријалниот сојуз запознаje со трговината да ја сакаш повеќе и на некој начин спортски карактер, мислам тоа не е толку битно, тоа е највише рекреативен. Додека најважната работа е да се шири братството и единството помеѓу сите наши учесници феријалци, додека учесници... А како поминаа самите спортски игри? Спортските игри релативно беа, мислам, на некој начин весели, разиграни, спортски, младешки. Феријалците од Скопје остваруваат соработка и со повеќе организации како што се Сока од Мостар или Астра Загреб. Овде со мене е Мирослава Петровиќ од Астра Загреб, организација која соработува со феријалците од Скопје. Ovo nam je drugi put da dolazimo u Skoplje, odnosno u Pretor. Surađujemo sa univerzitetskom konferencijom i sa AGF i do sada je suradnja bila stvarno uspješna. Инаку и феријалците од Скопје беа кај вас во Загреб на вашите средби. Da, bili su prije 3 tjedna pozvani i bili smo u Stubičkim toplicama. Pod akcija imala naziv U Zagrljaju Zagorja, bilo je to malo obilazak u Kumrovcu, Titove rodne kuće, spomenika Matiju Gupcu i galeriju Augustinčića u Klanjcu. Традиционални гости овде во Претор секоја година се членовите на феријалната дружина при студентскиот град Вејко Влаховиќ од Белград. Кокам вие воедно сте и организатори на традиционалниот поход, по трагот на поход кој го носи името на вашиот патрон, на Вејко Влаховиќ. Наша и феријална дружина носи негово име, а организатор те акcije je ferijalna družina Studentski grad Veljko Vlahović sa Ferijalnom savezom Novog Beograda. Godinama da li se održa taj pohod? Taj pohod se održa već 5 godina, tradicionalno, od 77. godine. Ja sam učesnik svih 5 pohoda i znam otprilike kako je koji izgledao. Mi imamo trajnu saradnju sa Univerzitetskom konferencijom Skoplje i ferijalnom družinom AGF i oni su stalni učesnici tog našeg tradicionalnog pohoda u kome učestvuje oko 100 ljudi i Veljko je rođen u Trmanji u jednom malom selu iznad Kolašina, 20 km od Kolašina i do Trmanje se ide pešice 12 km uz jednu liticu i tu se evociraju uspomene sa Veljkovim saborcima i njegovom užom porodicom, a odatle pohod traje celih 5 dana kroz celu Jugoslaviju i sve naše republike i završava se opet u Beogradu. Годинава за прв пат во Претор на феријалните спортски игри дојде и учесниците од Сараево. Со мене е Мирјана Илич, инаку студент на Правниот факултет во Сараево. Da, ja sam s Pravnog fakulteta, dolazim sa ferijalnom družinom s Filozofskog fakulteta iz Sarajeva. Mogu da kažem da mi se ovde veoma dopada, inače prvi put sam u Makedoniji. А од каде со Филозофскиот факултет од Сараево? Зошто се тие феријалци баш? Дали на Правниот немате ви дружина? Imamo mi ferijalnu družinu, ali ova ferijalna družina s Filozofskog fakulteta je mlada, a inače je najbolja sad u Sarajevu.
Ванчо Анастасовски, управник на феријалниот објект Студент во Претор. Ванчо, во овој објект беа сместени, односно тука се одржуваат вторите поред спортски игри на феријалците од Југославија. Па со самите одржување на спортските игри, воедно и самото летовалиште започна својата нова туристичка сезона лето 82. А дали ќе биде со истиот капацитет како и лани? Колку изнесува? Капацитетот останува како и другите години 300 летовалци во секоја смена, за кои, како и другите години, ќе се одржат сите оние три традиционални манифестации: избор на преторска убавица, преторска свадба и маскенбал. А од кога започнува сезоната и кога е последната смена, односно колку смени ќе биде и колку е цената на еднодневниот пансион? Летовалиште работи во 3 смени, започнува од 1 јули, завршува до 15 август. Цена на пансион, дневен пансион 21.000 за феријалци, а за останати членови 24.000.